Изборниот законник влезе во собраниска процедура, но без поддршка од опозицијските партии, кои повеќе часа ја блокираа седницата. Габриела Лескова ја следи оваа тема. Габриела, дневниот ред е усвоен по 3 неуспешни обиди да се блокира стартот на седницата. Како течеше расправата? Да, Деспина, како што најави, ти имаше денеска 3 неуспешни обиди за симнување на оваа точка од дневниот ред, и тоа од СДСМ, Левица и ЛДП. За претениците на СДСМ спорно е електронското гласање на диаспората. На претениците од Левица им пречи прераспределбата на буџетските средства за време на изборниот процес по однос на помалите политички партии, додека пак Зајкова од ЛДП обвини дека нема консензус за најголемиот дел од измените на овој закон. Во приложение да погледнеме дел од овие моменти. Во работната група во Министерството за правда за ниедна тема немаше надгласување. Секога се одеше со усвојување на нормите или препораките од ОДИХР со консензус. Најголем број од политичките партии беа за една изборна единица. Но две политички партии, без да ги именувам, беа едната за 8 изборни единици, другата за 3 изборни единици. Бидејќи не се постигна консензус, се остана на сегашното решение со 6 изборни единици. Ова законско решение до сега секогаш се носи со консензус на политичките партии и точно е дека СДСМ започна да работи во работната група, која што беше за дебата, подготовка на изборниот законник. Меѓутоа мора да ја подсетиме јавноста и вас дека работната група ја напуштивме во моментот кога одлучивте вие како парламентарно мнозинство да го измените законот за влада, кој што исто така е донесен помеѓу политичките партии во собранието со консензус. Преговарачкиот процес наместо од сложено кон поедноставно одеше од сложено кон уште посложено, и не само тоа, туку на секој нареден состанок имаше нови посложени предлози и имаше предлози кои што се користеа се предлагаа во пакет ко уцени за други предлози. Ова што денеска го правите тука со овој закон е класичен заговор против граѓаните на Македонија, за тоа што симулирате консензус, а при тоа го буткате законот, праќате порака во 3 саат за седница што треба да се одржи во 4 саат поднос на истиот, и тука се шират невистини за тоа што немало консензус за многу прашања. Не се отвори ниту дебата, ниту консензус за отворени листи. Габриела, СДСМ најави дека жестоко ќе се спротивстави на носењето на овој закон. Имаме ли информации дали се подготвуваат амандмани? Да, Деспина, вечерва лидерот на СДСМ Венко Филипче објави фотографија од неговите пратеници како ги подготвуваат амандманите. Станува збор за 10.000 амандмани. Наскоро граѓаните ќе видат како изгледа криминален закон. Нема да дозволиме изборна кражба, 10.000 амандмани спремни. Вака напише попладнево лидерот на СДСМ Венко Филипче. Инаку да подсетиме само дека предложените измени на изборниот законник се дел од реформската агенда, бидејќи претходно вечерва беше усвоен дневниот ред. Сега треба комисиите да закажат седници пред официјално измените на изборниот законник да се најдат пред претениците на гласање. Ќе следиме оваа тема повеќе во вестите во 23 часот. Да, Габриела, остануваме да следиме оваа тема. Јас ти благодарам за овие информации.